но мора да се собере храброст и енергија, за да сепак денот ќе започне, малку може би е потечко станувањето, а вие пак од Берово ни дојдовте, во пораните утрински часови моравте да бидете будни за да ни пристигнете тука во студио и голема благодарност и драго ми е, Оливера, што ќе имаш можност да разговараш со овие две прекрасни дами. Така, некако ни се надополнија од претходниот разговор, стручно образование, еве сега работа директно со сточарство. Одлично. И како да се поткрене и тој сектор. Жени фармери за мене се херои, да ти кажам искрено. Да, секоја ви чест. Повелете. Благодариме. Драги наши, во пресрет на Меѓународниот ден на руралните жени, Националната федерација на фармери на 15 октомври ја одржа централната манифестација во Дојран. Настанот беше посветен на признанието за трудот, визијата, придонесот на руралните жени во земјоделството, вистинските хероини, би рекла, на нашите села, кои секојдневно придонесуваат за безбедна храна, за локален развој и општествена еднаквост. А токму за улогата на жените во руралните средини, постигнувањата на федерацијата и идните чекори за поголема видливост и поддршка, денес ке зборувам со нашите гостинки, Билјана Петровска-Митревска, која е проектна раководителка на Националната федерација на фармери, и господја Вангелина Пармачка, која што е земјоделка и координатор на мрежата на жени фармери. Добро ви утро. Вие живеете во Скопје, но вие доаѓате од Берово и претпоставувам дека беше тешко да стигнете навреме, нели, во утринската програма. Па малку порано не беше тешко. Но ништо не е тешко кога работите, нели, таков сектор со сточарство и веројатно треба да се станува рано и за, нели, за таа работа. Да. Така да тука сме исти. Билјана, која е директната порака што произлезе од одбележувањето на Меѓународниот ден на руралните жени оваа година? Да, ние реално Меѓународниот ден на руралната жена веќе по 18 пат го реализираме. Тоа е со поддршка на Шведска и на шведската Фондација за развој ВИЕФЕКТ, каде што навистина присуствуваат многу жени од руралните средини, значи околу 200 рурални жени од цела Македонија, и во рамките покрај поздравните говори кои што ги имаме на манифестацијата, исто така се одржува една трибина, јавна дискусија каде што зборуваат рурални жени. Една од панелистките беше и Вангелина. Така што нашата овогодишна тема беше докаде сме со родовата еднаквост во руралните средини и како да постигнеме еднакви можности, родова еднаквост во сите села на нашата држава, докаде сме, кои се податоците, кои се поддршките кои што се дават од државата и како едноставно можеме да направиме ова наше големо богатство кое што го имаме во Македонија, да го зачуваме и да го развиваме. Така што клучната порака која што произлезе од самата дискусија е дека треба да има стабилен синџир на исхрана, добри продажби на земјоделските производи, добри продажни цени, отпорност кон климатските промени, но и праведна и рамноправна иднина за сите кои што живеат во руралните средини, односно за сите рурални заедници. Така, господја Вангелина, вие пренесовте пораката на претседателката Силјановска, Давкова. Да. Што за вас значеше таа порака и како ја доживеавте истата? Благодарам. Прво добро утро на сите гледачи на телевизијата и убав ден пожелувам на сите, највеќе на земјоделците. Пораката од претседателката ја примивме со охрабрување. Навистина ни значеше на нас жените земјоделки, и во пораката звучеше дека навистина веќе трудот на жените земјоделки треба да биде препознаен, да биде вреднуван и да се работи на теренот за тие да бидат охрабрени, да биде валоризиран нивниот труд и така натаму, да се работи за законот за работни односи, законот за здравствено осигурување. Имаше и други точки кои навистина и благодариме на претседателката што потполно не разбира и што не охрабрува да останеме и понатаму да работиме. И поддржува. И не тоа е многу важно. Да, тоа е многу важно за нас. Така, со кои предизвици се соочуваат руралните жени во нашата земја?
Има повеќе предизвици со кои се соочува една рурална жена, затоа што нејзината работа е навистина обемна да биде и мајка и домаќинка и на теренот и менаџерка да речеме, ама после короната, значи се забележуваат навистина предизвиците кај што ние жените од руралните средини немаме доволно поврзаност кон централата со државата. Немаме јавен превоз, се намалуваат инвестициите во руралните средини, како што еве ние доаѓаме од Берово, кај нас многу малку се инвестира во нашата општина и во општините во Пехчево, Делчево и така во истокот многу малку се инвестира, ама сепак има храбри жени кои уште остануваат да работат тука на теренот и да го збогатуваат земјоделското стопанство во државата. Во последниве години сме сведоци дека се повеќе жени и помлади и во средна возраст се вклучуваат со свој бизниси во земјоделството. Како федерација ги мотивирате овие жени да започнат свој бизнис? Да ви кажам искрено, ако зборувавме пред 15 години, постоја многу стереотипи во однос на руралните жени, поготово за жените земјоделки, укажувајќи дека тоа е машка професија и дека едноставно само жените на некој начин помагаат, а не се вклучени во земјоделската активност. Но постепено со голем број на активности кои што невладиниот сектор ги реализира и едни од нив сме и ние Национална федерација на фармери, со покренување на свеста, со организирање на кампањи, со организирање на средби во институциите, сме влијаеле да се промени тоа размислување и да се свати дека земјоделството е и женска и машка професија и дека треба заеднички да се работи, тимски, доколку се сака да се постигне нешто. Реално, јас бев пријатно изненадена на самиот настан на Меѓународен ден на руралната жена, каде што беа споменати информации од институциите за мерката за млад земјоделец во 2025 сега, значи имаше 254 апликации, од кои што 170 апликации беа од млади девојки. Исто така и за повиците за државно земјоделско земјиште од 1454 договори кои што се склучени, 248 договори се склучени со жени земјоделки, тоа е 17%, ако се земи дека процентот на ниво на држава, само 5% од руралните жени се сопственици на земјоделско земјиште и имот во нашата држава, значи имаме еден нагорен тренд. Ние како федерација која што работиме, ги охрабруваме жените што е можно повеќе да вложуваат во себе, во својата едукација, да добиваат посоодветни информации за да ги развиваат своите бизниси. Имплементираме една методологија, морам да истакнам профайл пас, во насока каде што самите ги утврдуваат своите компетенции за понатамошен развој. Не личен само развој, туку и во делот на своето бизнис, значи ако сакаат да отворат бизнис или да го развиваат својот бизнис, и во која насока да ги креират своите деловни планови кои што ќе им донесат дополнителен приход личен, но и на земјоделското стопанство. Да, пред малку да инсерти од вашата централна манифестација во Дојран, која беше пред една недела. Имаше посетеност, бевте задоволни од сето тоа? Да, реално морам да истакнам дека секоја година се повеќе и повеќе имаме жени кои што се вклучуваат и во организацијата. Значи 247 жени членуваат во Националната федерација на фармери, на настанот присуствува 160 рурални жени, значи бевме околу 200 луѓе присутни на настанот, и она што посебно ми е драго на овогодинешниот настан, што на самата панел дискусија се вклучија и голем рурални жени кои што ги истакнаа своите предизвици, кои што ги истакнаа своите и позитивни примери како лидерки, но воедно и се дадоа и соодветни предлози во која насока треба да се движиме. Она што го кажа Вангелина е навистина. Инфраструктурата и достапноста на здравствените, социјалните услуги, образовните услуги се неопходни за развојот на не само на жените и на мажите во руралните заедници. А имате ли институционална поддршка за ова што го работите? Да, ние сме невладина организација, на самиот почеток укажав, значи нашата најголема поддршка е реално дадена од Шведска, и Шведска навистина е една држава која што има многу вложено во делот на Македонија за развојот на земјоделското движење, и реално најголема поддршка институционална во моментот ние имаме од Шведската развојна фондација ViEffect.
Една од главните иницијативи што ја споменувате е формирањето на регионалната платформа која што се однесува на руралните жени од Западен Балкан. Каква е целта и што ќе донесе оваа платформа? Мислам дека тоа е многу убава работа. Еве и Вангелина ни е вклучена, да. Значи веќе 2 години, 3 постои таа регионална платформа, беше формирана на наша иницијатива како Национална федерација на фармери уште во 2023 година. Во неја членуваат значи здруженија, не е намената за индивидуални земјоделки или рурални жени, туку за здруженија кои што работат на женските права во руралните средини. Значи, она што е многу важно, членуваат организации од Македонија, Косово, Србија, Босна, Црна Гора и Албанија, буквално цел Западен Балкан. Акцентот го ставаме на лобирањето и застапувањето, значи да се крене заедничкиот глас на руралните жени од сите овие региони, за да се укаже дека е навистина потребна едно напредување на нивниот економски и социјален статус. И можам овде каде истакнам, имавме едно регионален извештај сега подготвен за руралните жени од Западен Балкан. Ние произлегуваме како држава која што навистина покажавме добар пример на соработка помеѓу невладиниот сектор и државните институции и навистина сме пример за креирање на мерки и поддршки за жените од руралните средини. Значи единствени мерки кои што се наменети за руралните жени. Во другите држави реално повеќе се оди кон зголемување на бодувањата или кон поддршки кои што се додаваат од донатори кои што еден ден ќе прекратат. А кај нас во соработка со институциите и невладиниот сектор, значи се овозможи креирање на системски политики, програми кои што навистина ќе постојат долго додека е потребно за да се постигне родова рамноправност во руралните средини. Тоа е одлично. Имате ли некоја анализа направено колку процентуално се вклучени руралните жени во на пазарот? На пазарот, да ви кажам искрено, баш во тој извештај многу мал е процентот. Значи, кога се работи за вработување и за настап на пазар на труд, тоа доаѓа од 30 до 40%, изборувам на ниво на Западен Балкан. Значи, така се движи таа проблематика. Не само кај нас. Да. И тие традиционални бариери и норми кои што реално Вангелина ги знаат во руралните средини, значи ги ограничува многу руралните жени, посебно до пристап на ресурси, и до кредити, и до земјоделско земјиште, и кон имот, значи и ограничува нивната мок во одлучување и на фармата, и реално мокта на одлучување во општеството, и на национално, и на локално, на регионално, па и на глобално ниво, реално да укажам. Многу е важно, според мене, јас 15 години ги работам во Федерација на земјоделски проблеми, предизвици и све. Пасија ми е работата со женските права во руралните средини. Многу е важно креирање на примери на лидери, женски лидери. Едни да од се нив препознаат. Да, и секогаш ги споменувам. Значи, едни од нив се Евангелина, која што е присутна, која што одгледува 7 стовци, носител е на земјоделско стопанство, Васка Мојсовска, Фросина, Милена, значи, едноставно креираме едни такви примери кои што ќе ги охрабруваат другите рурални жени дека и тоа тие го можат и дека можат да ги остварат своите сонови. Да, веројатно тоа би беше и целта кога на централната манифестација доделувавте признание, благодарности за да им дадете мотив дека нели треба да продолжат со работа и да се препознаат и самите дека треба да продолжат да работат. Дефинитивно е така, да. А има ли проблем во нашето општество? Се уште постојат оние моменти дека жената треба да биде дома во куќа, дека не треба да излезе на работа, и на некои манифестации да оди, дека не треба да работи, а сака жената да работи, треба да биде еднаква, нели, во едно демократско општество. Јас како жена која работи на теренот на мрежата на жени фармери, ги согледувам проблемите од најнеразвиените рурални подрачја во државата, па се до централата во Скопје. Значи, има многу жени кои
имаат многу вредности. Нашата рурална жена има голем капацитет, големи вредности. Таа навистина знае да ја направи нашата традиционална највкусна храна и сето тоа да го направи од мотика, од нива до трпеса и така многу добро естетски да изгледа и да биде навистина здраво и вкусно, ама не дека сите проблеми се решени. Проблеми остануваат и понатаму на теренот, затоа јас секогаш сум жена борец која сака да ги охрабри жените од руралните подрачја и дури и младите жени кои сакаат или размислуваат да останат тука во земјоделството, да работат. Ние ќе работиме на тоа и понатаму, ќе ги абсорбираме проблемите од теренот, ќе работиме во канцеларија на маса да видиме што најбрзо и што најдобро можеме да им помогнеме на тие наши жени. Помагајќи им на нашите жени, ние си помагаме и се охрабруваме самите нас, а тука и помагаме и на нашата држава. Така е? Да. Верувам ќе успеете во подигнување на свеста дека секој треба да се вклучи и да го даде најдоброто од себе за оно што е талентиран и секој да се чувствува корисно во општество. Мислам дека во Србија токму на ова тема дадоа предлог жените да бидат вклучени со социјална пензија, бидејќи ако отидете работите на земја, работите со стока, да, има тие немаат стаж, немаат здравствено пензиско осигурување, така? Има жени земјоделки кои се регистрирани преку централен регистар, има жени земјоделки кои се регистрирани преку ПИОМ, има жени земјоделки кои се само евидентирани и има жени земјоделки на теренот каде што активно работат на нивите и во домаќинствата, а никаде нивната евиденција не постои и затоа ние ќе се бориме и понатаму за нивните права и доколку може да им се помогне со некоја социјална пензија или социјално примање за тие да имаат своја валоризација, своја храброст, а за жените кои се регистрирани ќе се бориме да се признае нивниот бенефициран стаж, затоа што тие заслужуваат и повеќе од тоа, не само бенефициран стаж. Мислам дека и премногу го заслужуваат. Да. Едно од потешките работи е. Ќе работиме на X други помагања, на X други мерки, каде што ќе добијат тие и повеќе грантови кои сакаат да аплицираат, мерките кои се веќе направени со голем труд на нас жените и со помош на Федерацијата, значи ние жените земјоделки многу имаме помош од Федерацијата, таа многу ни помага во дополнување на нови мерки и така ќе работиме понатаму да се зголемат тие финансиски поддршки кон жените. Како едно семејство да се вклучи, сака да работи со сточарство, со земјоделство, како да го што треба да направат? Кој е првиот чекор? Можеби не знаат, а сакаат од руралните средини. Треба да земат кредит? Значи, прво треба ние да излеземе на теренот, да ги препознаеме жените, мислам тие се познаваат, да ги собереме, да ги охрабриме и да ги слушнеме нивните барања. Што тие точно сакаат, во кои мерки сакаат да аплицираат, што точно им треба, затоа што секоја жена е индивидуална сама по себе, некоја работи со млеко сирење, некоја со маџуни, некоја со градинарски култури, значи ние да ги препознаеме, да им објасниме за нивните права, како тие да аплицираат, исто така доколку треба за поголеми инвестиции, како да стигнат и до кредити. Ама многу треба обука на жените, поврзување со централата, пак ќе напоменам, значи навистина треба да излеземе на терен, да ги собереме жените, не само да се собираме сега вака да не ми замерат политичарите, ама не само пред избори да се собираме, него да ја зајакнеме нашата држава, треба да ги зајакнеме нашите села, нашите села се водилки од нашите рурални жени и ние мораме да ги зајакнеме нашите рурални жени. Сме дека се повеќе села исчезнуваат, во смисла има одлив на граѓаните кон градовите или преселба далеко од земјава. Да, има одлив и тој одлив на мене лично не ми се допаѓа, затоа што никаде не е мет и млеко, секаде треба многу труд да се вложи, кога си на туѓ, си
на туѓа држава си туѓ, значи каменот си тежи на местото, тоа што знаеме и умееме и можеме тука да го работиме. Јас мислам дека е најдобро тука да го сработиме и тука да бидеме платени за нашиот труд. Да. Јас познавам и луѓе кои што да имаат можност би се преселиле од град во село и би го работеле овој бизнис. Доколку сакаат, значи може тоа навистина не е многу работата, не е толку многу тешка како што изгледа, значи не е ништо да се измислува топла вода, значи се е тука. Сега има модернизација во земјоделството. Ипак да речеме, јас со помош на руралните програми, со помош на ИПАРД програмата, ние го зголемивме нашето земјоделско стопанство. Ние првично со мојот сопруг почнавме да работиме со многу мала површина на земја, со многу малку овци, постепено и напорно нашата работа се зголемуваше, нашиот приход се зголемуваше. Тука сега ги уклучивме и нашите деца, мислам тие се уклучени од самото раѓање со нас во шталата и на нивата, ама сега веќе тие ја преземаат работата, бидејќи тие се млади, имаат многу идеи, имаат многу амбиции, ние сме тука во нивната поддршка и така сакам да остане и во други семејства, нашите деца да останат тука на нашите ниви, со нас да работат, да си ги гледаме, да си осеќаме нашата топлина во домовите. Сакаат вашите деца? Па младите, општо младите ќе кажам, дека првично како да се мислат што да прават, ама еве нашите деца сакаат, не знам дали сакаат тоа да го работат тоа што сакаат или затоа што многу знаат да го работат и тоа го многу го работат, значи многу професионално го работат за да биде тоа економски исплатливо. А колка ви се вашите деца? Тие се од 26, 24, 22 години, значи веќе се сите возрастни, сите многу работат и има и други семејства кај што нивните деца работат со нив. Мислам дека нема да дозволиме Македонија да се испразни, ќе останат нашите деца тука. Добре што имаме вакви, нели луѓе и обично кога ќе се спомена рурални жени, нели мислат дека тоа се несредени и слично, меѓутоа еве вие сте доказ дека и рурална жена што се занимава со оваа дејност, оваа гранка може да изгледа добро, пристојно и представително. Ние руралните жени сакаме да го метнеме на маса нашето традиционалното, вкусното, ама веќе значи сме осовремени жени, не е тоа како што беше во минатото. Може треба да се реименува современи рурални жени. Современи рурални жени. Така, да. 2026 е интернационална година на жените фармерки и имате сигурно очекувања од новата 2026 година, нека нови предизвици пред вас. Да. Реално 2026 година од страна на Генералното собрание на Обединетите нации е прогласена ова година за интернационална година на жените фармери, на земјоделките, што е многу добар потик да се работи конкретно со земјоделките, бидејќи земјоделките се дел од руралните жени, а не значи дека секоја земјоделка мора да е и рурална жена, значи може да биде и дел и од градовите, ама руралните жени па поопширен опфат спаќаат. Да кажам, можат и со други бизнеси да се занимаваат, така што овој акцент следната година и ние доста поактивно ќе работиме во делот и на организирање на кампањи за поголем пристап до земјоделско земјиште, до сопствен имот, уредување на програмите и политиките, посебно реално програмата од мерката 115 за носител на активен женски член во земјоделско стопанство, еве истакнуваме дека треба да биде објавена во 2026 да се ревидира, со тоа работиме заедно и сме социоекономски партнер на Министерството за земјоделство со кој што имаме одлична, посебно во овој сегмент, соработка. Програмата за мајчинство, тоа е на еден начин породилно за регистрираните индивидуални земјоделки, која што исто така треба веќе да прерасне во едно системско решение и реално би сакала да укажам само неколку статистички показатели на глобално ниво дека состојбата на вистина е многу недобра во делот на руралните жени. Руралните жени опфаќаат половина од целото глобално население во своето производство. Тие се 35%
вклучени во работната сила на земјоделското стопанство, но само 15% на глобално ниво се собственици на имот или на земјоделско земјиште. Доколку имаме рамноправност, доколку имаме еднакви можности и еднакви поддршки и за жените и за мажите, производството ќе се зголеми за 30%, а тоа значи храна за уште 150 милиони луѓе. Верувам, ќе биде во следните години. Ви благодарам многу.